Почитувани представници на медиумите, добродојдовте на пресконференцијата посветена на измените на Законот за регистрирање на готовинските плаќања. Со цел намалување на фискалната евазија, со измените и дополнувањата на Законот за регистрирање на готовинските плаќања, се пропишува законска обврска за приложување на фискална сметка кон сметката која што се сторнира. Ваквата обврска, иако досега беше уредена со подзаконски акт, сепак често не беше почитувана од повеќето даночни обврзници, поради што и се пристапи кон овие измени. Меѓу другото, со измените и дополнувањата се врши доуредување на законот во однос на неиздавањето на сторни сметки кај вршителите на промет на храна и пијалоци за конзумирање во рамки на објектот на давателот на услугата и обложувалниците. Имено, се пропишува временско ограничување од 15 минути за сторнирање сметка за пијалоци и храна во ресторани, кафулиња, дискотеки, а се пропишува и временско ограничување од 15 минути за сторнирање сметка и во обложувалници, како и приложување на фискална сметка кон сметката која што се сторнира. При издавање на фискална сметка ќе треба точно да се внесе начинот на плаќањето. Дали сметката ќе се плати во готово или со платежна картичка. Во случај на повторување на прекршоците од страна на даночните обврзници, со измените се пропишува и забрана за вршење на дејност во деловна просторија на определен временски рок. Во меѓувреме, на терен, досегашната пракса покажува дека трендот со сторнирани сметки продолжува. Ние како управа за јавни приходи ја следиме ситуацијата. Анализата покажува дека за 2 години има над 1 милијарда денари сторниран износ од вкупен промет од околу 17 милијарди денари. 14 милијарди 806 милиони 212 149 денари изнесува износот платен во готово и 2 милијарди 381 милион 899 780 денари е износот платен на друг начин, електронски или со платежни картички. УЈП ги контролираше следниве дејности, и тоа: специјализирани продавници и салони за продажба на мебел и опрема за осветлување и други предмети за домаќинство, специјализирани продавници за информатичка и компјутерска опрема, продавници за текстил, трговија на мало со спортска опрема во специјализирани продавници, продавници за игри и играчки, козметички салони, како и специјални продавници за часовници и накид, угостителски објекти, млечни ресторани, автомеханичари, продавници за автоделови и цвеќарници. Контролите покажаа дека се сторнира во повеќе дејности. На ваквата појава не се имуни ниту правните лица кои што обезбедуваат погребални услуги. Од тука произлезе и потребата од проширени контроли кои се уште траат и утврдуваат неправилности расчленети по даноци. Вкупниот наод со неправилности за сите даноци кај дел од обврзниците, точно 42, каде што имаше проширени контроли, е со износ од 61 милион 807 797 денари. Кај дел од обврзниците се отворени налози, кај дел контролите се уште во тек, а кај дел треба да почнат, што значи дека состојбата не е конечна, односно очекуваме да биде во пораст, со оглед на тоа дека завршните сметки обврзниците ги доставуваат до крајот на месец февруари и допрва ќе се анализираат податоците. Оваа прилика ја користам и да информирам јавноста за контролите спроведени во текот на изминатата година. Во текот на 2018 година беа спроведени вкупно 7148 контроли за фискализација, од кои што кај 826 контроли беа утврдени неправилности, во најголем дел кај обврзници во Скопје, а територијално застапено помалку или повеќе ги има во сите поголеми и помали населени места во Република Северна Македонија. Во периодот јануари-февруари 2018 година беа спроведени 1639 контроли,
од кои што 174 биле со утврдени неправилности. Додека во првите 2 месеци од 2019 година УЈП спроведе 268 контроли, од кои што 215 контроли се со утврдени неправилности, што представува 80% успешност во делот на лоцирањето на неправилностите, а тоа значи и редуцирање на контролите, односно насочување само таму каде што е потребно. И при овие контроли, најголем број на неправилности се лоцирани во Скопје, поточно 114. Со контролите беа опфатени повеќе региони и области: Тетово, Гостивар, Кичево, Дебар, Битола, Ресен, Охрид, Струга, Дојран, Штип, Берово, Виница, Куманово, Кочани, Пробиштип, Делчево, Свети Николе, Прилеп, Неготино, Кавадарци, Велес, Струмица, Гевгелија, Богданци, Радовиш, Македонска Каменица, како и сите делови на главниот град Скопје. При контролите за фискализација, најчести утврдени неправилности се неиздавањето на фискални сметки, односно користење на компјутерски сметки маркери, како замена за фискална сметка, непоседување на резервен фискален систем на опрема, како и непоседување и неевидентирање на податоци во книга за дневен финансиски извештај и итна сметководствена книга. На крај на оваа пресконференција, сакам да испратам порака до даночните обврзници, кои се наши партнери и заедно сме во заложбата за економски стабилна држава. Целосното евидентирање на прометот преку фискалниот систем на опрема представува углед и имидж во јавноста, но и вашето лице, како институциите ве гледаат. Почитувајќи ги правата и обврските во делот на фискализацијата, полесно и поефикасно ќе ги менаџирате и исполнувате обврските кон другите даноци. Злоупотребите во делот на фискализацијата значат и се потенцијални злоупотреби и за другите даноци. Ви благодарам.